Здравички! Добре дојдовте повторно на мојот YouTube канал Дома со Леа. Доколку прв пат ме гледате, моето име е Леа и јас сум мајка на малечко бебенце. Денеска сакам да ги споделам со вас моите 3 начини на справување со расплакано бебе. Јас сум од оние луѓе кои што немале многу контакт со баш мали бебенца пред самите да добијат едно. И некако имав впечаток дека бебињата плачат цело време, што воопшто не е вистина. Бебињата спијат цело време кога се новороденчиња, а подоцна плачењето е нивниот единствен начин на комуникација и затоа плачат често со цел на мајката да ја сигнализира дека има нешто што не им е во ред, има нешто што им треба и престануваат да плачат во моментот кога ќе се задоволи таа потреба. Најчесто, она што ќе го прочитате на интернет, во литературата и она што ќе ви го кажат блиските луѓе, е дека бебињата имаат различни видови на плачење за различни потреби и дека само мајката исклучиво она може да ги преведе, односно да ги разбере суптилните значења на овие различни видови плачење. Факт е дека тоа е така, но исто така факт е дека јазикот на плачењето кај бебето се развива малку подоцна. Првите неколку недели, па и месеци, може да ви се чини дека плачот на бебето е ист, и тоа е токму затоа што плачот на бебето е ист. Не затоа што вие не сте доволно компетентна мајка, затоа што не знаете, не сте способна да ги разликувате плачењата или не сте добра мајка. Во првите денови дома со бебето, кога не знаевме како да одговориме на нејзиниот плач, во налет на паника прочитавме на интернет статија која што ги објаснуваше причините зошто бебата плачат. Така пишуваше во насловот 12 причини зошто бебињата плачат. Списокот изгледаше како комплетна зафрканција. Вели, може е гладно, може му е полна пелената, може му е топло, може му е ладно, може му се спие, може не му се спие и така натаму. Факт е дека со елиминација на сите овие причини ќе дојдете до вистинскиот одговор на тоа зошто бебето може би плаче. Но како и да е, искуството ќе ве донесе до одредени финти кои што ќе функционираат на вашето бебе. Такви трикови имам и јас и сакам да ги споделам со вас. Број 1 трикот кој што секогаш функционира е ставањето на бебето на града. Дури и кога не е гладно, доколку бебето е расплакано, има нешто во контактот со мајката, начинот на кој што миризбата на мајката го утешува бебето, исто така отклонувањето од ситуација каде што има гужва или бучава за да се даде града, и тоа скоро секогаш функционира за бебето. Вториот трик е поврзан со излегување во јавни места во кои што има премногу мириси, како премногу информации за малото бебенце, или во кои бебето мора физички да биде одвоено иако јас сум присутна. Во тој случај земам мајца или парче облека што сум го носела на мене неколку часа, кое што ја има абсорбирана мојата миризба, и го ставам во близина на бебето на начин на кој што нема да му го попречи дишењето, меѓутоа ќе му мириса на мене. И ова во повеќето ситуации го решава проблемот на плачење заради страх од одвоеност од мајката. И третиот трик е песната за смирување. Мислам дека е многу корисно да се најде мелодија на која што бебето ќе реагира позитивно уште во првите денови од својот живот, бидејќи понатаму оваа мелодија можете да ја користите како алатка за смирување. Доколку бебето има музичка подлога на ритуалот на смирување, тоа ќе почне со тек на време да асоцира дека кога и да ја чуе таа мелодија, тоа значи дека ќе се смирува, односно ќе прави нешто што ќе го утеши. И токму ова може да биде алатка во инстант смирување на вашето бебе. Многу е важно мелодијата да не е некоја што нема да можете да ја поднесете после неколку дена, бидејќи во лоши денови ќе се случи да ја слушате и десетина пати во денот. Ова се триковите кои што речиси без исклучок функционираат за моето бебе. Доколку имате некој ваш трик што сте среќни што сте го откриле, ве молам споделете го во коментари, во мејлови, на Facebook или на Twitter. Сите мои линкови ќе ги најдете во описот на видеото подолу.
Ви благодарам многу на вниманието, се надевам дека овие информации ќе ви бидат од корист. Споделете го ова видео со некоја жена за која се грижите и сакате да ја го олесните денот. Притиснете лайк доколку ви се допадна, притиснете subscribe овде доле, уклучете го тоа малото звонче за да добивате нотификација за секое ново видео секој понеделник во 12 часот. Поздрав!